Протест против зголемувањето на платите на функционерите не го заслужуваат, тоа вели лидерот на Демократи Огненовски, чија партија реагираше и преку протест пред Уставниот суд во Скопје. Многу едноставна работа зашто реагираме. Пред се како демократи, јас како човек председател на Демократи, 78% просечно да се зголемат платите на функционерите, сит, од председател, заменици председатели, да не ги редам, пратеници, градоначалници, директори на јавни фирми, агенци и на суди, кои тука се уклучуваат и сите уставни суди 6, кои што го донесува ова мерка, ја донесува ова мерка, е катастрофално во оваа економска криза. Народот нема леп да јади. Луѓе, ние се наоѓаме во нешто што досега Македонија не се има најдено. Ова е мрачен период на нашата држава. Гледате, народот не може леп да си купи, не може лекови, не може храна, не може да си стопли домовите. Во зимниот период не може да ги олади. Нема пари за ништо. А вие зборуваме на еден пратеник да му се зголеми, ние зборуваме за еден пратеник да му се зголеми платата 700 евра, а на еден пензионер кој што земал 11.000 денари, замислете, 700 денари ќе му се зголеми. Го прашавме како ги коментира изјавите на дел од функционерите за донирање на таа разлика од зголемувањето. Тие се тешки манипулатори. Еве, јавно го кажувам и ќе го кажам. Наместо ко демократи да изгледа јавно да ја осудат ова страмна одлука на Уставниот суд, поточно кажано на 6 уставни суди, да кажат да си ја повлечат како ние што го кажуваме, сите тие функционери молчат и се почнуваат со калкулации да се покажат хумани. Некој вика, ние ќе донираме разликата на кој ќе донирате, на сиромашни луѓе. Па тоа не е решение, бе луѓе. Решение е да се ја повлечи Уставниот суд одлуката. Тргнаа со протести низ Македонија, утре ќе бидат во Битола. Утре ќе бидеме во 19 часот во Битола, на плоштадот Магнолија, да протестираме. Да протестираме одлуката, да протестираме против сите функционери кои што не ја заслужуваат платата пред март, а не да му се зголеми 78%. Пред присутните ќе зборуваат и за други теми и проблеми, а како што вели, ќе ги понудат и нивните решенија.